Може. Почитувани, јас би сакала неколку збора да кажам за најновата состојба околу украинските автобуси. Имено пропагандната машинерија на ВМРО ДПМН во битката за рейтинг секојдневно ги поместува границите на невкус. Дрзок, навредлив и понижувачки е односот на властите кон граѓаните на Скопје. Имено најновите автобуси не се донација на владата на Република Македонија, туку тие се донација од граѓаните кои редовно си ги плаќаат давачките кон оваа држава. И не само тоа, би сакале да потенцираме дека досега од доаѓањето на градоначалникот Коце Трајановски, само во ЈСП се дадени 5 милиони евра субвенции од градската каса, а исто така градската каса е покуса за дури 12 милиона евра на име простени комуналии од проектите и зградите на господинот Груевски за Скопје 2014. Тоа само потврдува дека скопјани самите си ги купија новите автобуси, односно автобусите се од скопјани за скопјани. Доколку навистина почитуваните господа од владата на Република Македонија сакаат да се представат себе си како донатори на барем еден од автобусите кои деновиве се возат со црвени панделки низ Скопје, би можеле да се откажат од сопствените примања на име плата во владата на Република Македонија, како би можеле за 8 месеци да купат еден автобус. А останатите автобуси исто така ќе мора да најдат начин преку продавање на собствени имоти и станови да ги обезбедат за да можат на нив да запишат дека тие автобуси се донација од владата на Република Македонија. Благодарам. Денес сум навеста дека почитуваниот градоначалник Коце Трајановски добил ноќеска напад на скромност, па се откажал од најновиот Мерцедес С класа кој чини повеќе од 100.000 евра. Ние како советничка група на СДСМ во Советот на град Скопје сакаме да го поздравиме овој гест на градоначалникот, но исто така уште еднаш да повториме дека кога се носеше одлуката за набавка на ова скапо возило, се трудевме максимално да аргументираме позицијата дека тоа на градот Скопје и на градоначалникот во овој момент не му е потребно. Така да уште еднаш сакаме да го поздравиме овој негов гест во оваа прилика. Благодарам.